Добар ден. 17 часот, термин за вашиот главен и најсеопфатен информатор. Студио 1 на 1 ТВ. Главна тема за денеска се преговорите во Виена помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Димитров и Коdzijas со посредство на медијаторот Нимиц. Освен на оваа тема, ги анализираме реформите во судството со гостин во студио. Расте и тензијата околу законот за јазици. И Студио 1 во својата идеја има да не се занимава само и освен со сериозни теми, затоа освен овие сериозни теми, во следните 2 часа ќе релаксираме и со нешто што се вести од светот на шоу-бизнисот, малку модна полиција или фешн полис, а спортот и културата се секако предвидени. Почнуваме со ред и ве покануваме да бидете со нас. Што туку заврши средбата во Виена помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Коdzijas со посредство на медијаторот Нимиц. По речиси 7 часа преговори. Веднаш по средбата Димитров даде и своја оценка дека состанокот бил продуктивен. Разговаравме за сите отворени прашања и можам да кажам дека има условен напредок, бидејќи како што одиме напред, доаѓаме до тешки прашања. Работиме по логика што е најважно за двете земји и дали може да ги покриеме и двете страни. Но не зачудува фактот дека колку се приближуваме кон решението има се повеќе потешкоти. Ова изјавата на Димитров на слична линија е и министерот за надворешни работи на Грција вели имаме добра дипломатска средба и двете земји се фокусирани на подобра иднина. Средбите ќе продолжат, но има напредок. Двете страни се фокусирани на зацврстување на меѓусебните односи, вели во својата изјава медијаторот Нимиц. На оваа тема преговори со името. Дали овој состанок може да донесе приближување кон вистинско приближување кон во спорот со името, разговарам и со мојата денешна гостинка, новинар, аналитичар и долгогодишен познавач на состојбите во меѓународната политика Санта Аргирова. Санта, добар ден. Добар ден и многу ми е драго што стартувате со оваа телевизија и ви посакувам многу успех. Јас ви благодарам што сте првиот гостин во првото отворено студио на 1 ТВ. Одлично. Темата е преговорите во името, средбата во Виена. Ваша оценка на овие изјави на министерот Никола Димитров и на медијаторот Мецију Нимиц? Па знаете како, кога зборуваме за името, јас веднаш се сеќавам на почетоците и на онаа 92 година и Лисабонската декларација, каде што беше кажано дека ќе биде признаена таа држава, мислејќи на Република Македонија, но ако го нема во името зборот Македонија. Оттаму до сега многу пати, многу работи се променија. Сега сме на оваа ситуација, каде што ве гледаме и во изјавата на медијаторот Нимиц, вели дека состанокот бил продуктивен и дека тој се чувствува оптимист, но остануваат многу тешките прашања кои што и денеска биле допрени и отворени и според информациите што ги имам се разговарало на две нивоа. Едното било каде што се министрите и медијаторот и уште едно ниво каде што се дипломатите од двете министерства кои што се обидуваат да им помогнат на овие првите полесно и некако да им го олеснат всушност патот до тоа да дојдат да најдат решение. Според она што се зборуваше сите овие денови, станува збор за некаков предлог што требаше медијаторот да го изнесе, во кој што ќе бидат поентирани точките по кои веќе има некаква согласност и ќе останат празни оние кои што ги нарекуваме најтешките прашања. Тоа се прашањето за кои се тешките прашања кои што ги потенцира ти Димитров и
Нимиц. Сосема е јасно. Тоа се прашањата за додавката во името. Каде би стоела, како би стоела и секако не е она што беше последниот пат споменато, кое Димитров веќе го оцени како недостоинствено нешто, а тоа е едно име слејано заедно со додавката. Тоа се разбира прашањето на Уставот, бидејќи Грција, односно нивните власти, нивните представници, се уште инсистираат на тоа да има промени во Уставот. А тоа е веќе завршена работа. Подсетувам на членот 49 во 90-тите години беше амандиран со 2 точки, каде што тие прашања би можела да оценам дека се завршени и оставени на страна. Дури има и една точка во привремената спогодба која зборува исто за ова. И тука се всушност оние препреки поради кои не може да се дојде до решение. Она што Грција и натаму го инсистира е за едно име за севкупна употреба, именувајќи дека тоа треба да го користиме и ние внатре во државата, што подразбира промена на Уставот. Тоа е практично нешто што е неприфатливо. Но современата спогодба Македонија направи доволно отстапки. Што она што може уште да го направи како чекор напред за да се приближат ставовите? Видете, јас сметам дека моментот на разговори е одличен момент. Ова е трета ваква средба каде што конкретно се разговара. Најавено од медијаторот дека средбите ќе продолжат да се случуваат. И тоа е најдоброто нешто, бидејќи само така, кога се зборува отворено и на средба, веројатно ќе се дојде до решение, веројатно ќе се обидат двајцата министри и можеби и на повисоко и не знам на кое се ниво, да се разберат меѓу себе. Во прашање се интересите на Грција, ама во прашање се интересите на Македонија. Во овој случај во прашање е и улогата на Брисел. Како да ви кажам, се случуваат некои промени. Го имаме овде руското вмешување, кинеските инвестиции, турските интереси. Регионот станува можеби голем предизвик за Брисел, секако, затоа што кога сега не би се нашло решение и кога не би продолжил патот кон Европската Унија и НАТО и за Македонија, но и за останатите држави, нешто што тие го трасираа како своја еднина, го избраа како тој нивен избор, нивна еднина, нивно постигнување. Ако тоа не се случи, тогаш навистина во прашање ќе дојде улогата на Брисел како регионален влијателен играч. Предпоставувам дека тогаш можеби, еве вака кажано, тие ќе ги испуштат конците од рака и регионот ќе почне да преврива во една поинаква структура. А што е со обидот да се доближат ставовите на билатерално ниво? Дали интензивирање на преговорите, релација Скопје-Атина може да донесе некаков ефект? Апсолутно секако. Ние и во тоа памтиме различни периоди. Имаше периоди кога беа сосема заладени односите, па потоа после дури имавме и ембарго грчко. По привремената спогодба тие работи некако се релаксира, почнавме да соработуваме, повторно да одиме таму. Грција едно време беше и најголем трговски партнер на Македонија. И лично мислам дека што повеќе контакти на повеќе нивоа ќе донесат една сосема друга слика. Знаете, тие од таму, ние од овде и некако како во ровови постојано се препукуваме, иако прашањето на името навистина е едно толку деликатно прашање и тука веќе се слушаат некои спорадични, би рекла, гласови во грчките власти, во грчката елита, меѓу професорите, кои велат дека навистина Грција би требало да ја остави оваа држава да си постои, во смисла дека не треба да го проблематизира името повторно во смисла на наменување на Уставот. За додавка тоа е веќе друго прашање и сакам тука да ве потсетам дека ние кога се реферираме на делот од Македонија што е во Грција или во Бугарија, велиме Егејска Македонија и велиме Пиринска Македонија. Сакам да повторам дека разговарањето меѓу сите нивоа, пред се разговорите меѓу министрите, се надевам, верувам, убедена сум дека ќе ги отворат сите нешта
и ќе можеме подобро да се разбереме и ќе можеме да дојдеме до нешто што се вели достоинствена формула за надминување на овој проблем. Сега клучното прашање е, што доколку не дојдеме до таа достоинствена формула за надминување на проблемот, а оваа влада инвестира буквално се на карта на решавање на таа карта, решавање на спорот со Грција и ЕУ и НАТО интеграција. Па добро, да, вака гледано од надвор изгледа дека властите играат само на една карта, тоа е решавање на името и продолжување на патот кон ЕУ и НАТО. Генерално, за Македонија патот е Европската унија и НАТО. Влегување во НАТО сојузот, што ќе значи безбедност за Република Македонија, ќе значи активирање на членот 5, што е апсолутно важен за нас, а влегувањето во Европската унија ќе значи постигнување на стандарди во нашето живење кои што нема да не враќаат назад и кои што нема да дозволуваат овде потоа ни една власт, ни оваа, ни една, ни било која да се однесува како ова да е нечија сајбија. Туку навистина ќе бидеме принудени, принудени велам затоа што некои луѓе не разбираат дека е тоа природно нешто, дека ќе мораме да продолжиме под тие критериуми со вредно работење и на некој начин под контрола на Брисел. Ако играњето на една карта со Грција изгледа дека е лошо, јас се прашувам, што би била алтернативата ако ние не го продолжиме патувањето кон Европската унија и НАТО? Но не е прашањето дали е лошо играњето на една карта, туку ве прашав што доколку не се постигне договор, опциите за земјата и пред се што би значило тоа за граѓаните. Имено, тоа и е одговорот. Македонија нема да може да го продолжи патот кон НАТО и ЕУ и потоа ќе остане на некој начин препуштена на себе, иако ние сме до некаде со... Само да ве подсетам дека Грција 2005 година го одобри станувањето на Македонија земја со статус кандидат за членство во Европската унија. Тогаш имавме сосема поинаква димензија во релациите меѓу двете држави, но потоа настапија сите оние промени кои што обезбедија, овозможија на Грција да ја преземе иницијативата и да ги врати работите назад. Ако ние не влеземе во ЕУ и НАТО, јас не би сакала да размислувам на таа димензија, бидејќи не ми се чини добра. Санта, освен Брисел, веројатно голема улога игра Вашингтон. Ако администрацијата на Буш имаше толку засилен притисок и тоа не донесе исход, како сега во услови на и не толку стабилна и сигурна надворешна политика на САД, може да се очекува тој притисок кој што е клучен за доаѓање до решение? Па да, тогаш грците се чувствуваа победници дека го изиграле американскиот претседател кој што најави дека ние сме сигурна членка во НАТО, а потоа не станавме. Ама не е тоа толку едноставно, значи тука позадински многу работи влегоа во игра. Ние тогаш не бевме сигурни како ќе постапиме, нешто во последен момент како да се договоривме, па потоа едниот од арбитрите негираше дека се согласил на Република Македонија Скопје и така натаму. Значи не би можела да кажам дека Америка е таа поради која што не станавме членки на НАТО, затоа што точно не знаеме, бидејќи точно не е потврдено. Сето тоа на крајот се сведе дека ние само си размислуваме како било. Сега, во овој момент, мислам дека е најдобрата клима. Релаксирани се односите меѓу двете влади. Иако, да речеме, грците го имаат својот Мицотакис како опозиционер, ние го имаме својот Мицковски. Веројатно дека треба и тука да се направи некоја, затоа што тоа треба да биде со поширок консензус прифатено. И ако не се искористи овој момент на оваа добра клима, меѓутоа не со отстапки само од страна на Македонија, туку таа треба навистина да биде едно решение кое што е прифатливо за сите, но не и употребувано како ерга омнес. Ако е сега добрата клима за можно наоѓање на решение, ваша прогноза со овој интензитет на преговори, дали и кога може да се очекува конечно ставање крај на спорот? Тоа во една прилика поранешниот германски канцелар Кол, кога го праша еден од колегите кога Македонија ќе стане членка на ЕУ, рече јас сум канцелар, ама не сум пророк. Ама ајде да се вратиме на она што веќе го најави премиерот Заев. Го спомнуваше април, а потоа и јуни.
Во случајот на Македонија ќе треба нов самит на НАТО, затоа што треба да се промени заклучокот од претходниот самит и потоа би можело евентуално да добие покана. Ако се следат оние намери што беа искажани од челниците, тогаш останува да веруваме дека некаде до летото би требале да имаме некаква чиста ситуација. За сега ти благодарам, Санта. Ние во текот на следниот период во Студио 1 повторно би те очекувале како гости на оваа тема. Добро, може би со друго друштво. Благодарам. А ние, почитувани, продолжуваме со Студио 1. Еден ТВ, нова веб телевизија. Настаните на денот во Студио 1. Студио 1, отворено за вас. Ке побараме одговор на вашите прашања. Фактите не се менливи, а нивното објавување е наша задача. 1tv.mk. Информации на време, проверени, неселективни. Има ли Македонија вистинска јавна сцена? Одговорите ги имате на 1tv.mk. Се што сакавте да знаете за познатите, а јас не бев тука да ги прашам. 3 реда музика, 1 ред муабет. That is no business like show business. 1tv.mk. Во правдата неправда, во неправдата правда. Ваш водич низ лавиринтот на правниот хаос. Парите го движат светот. Држете чекор со нас. 1 ТВ. Еден живот, многу приказни. Една приказна, многу прашања. Секоја недела, нови одговори. Следете не на 1tv.mk. Нова димензија во медиумскиот простор. 1tv.mk. 1tv.mk. Бидете со нас. На новата национална телевизија 1 ТВ ќе ви одговориме зошто правда и неправда. Студио 1. Отворено за вас секој работен ден од 17 до 19 часот. Политика, економија, судство, социјала, но и шоу-бизнис, мода, култура, спорт. За сите настани и теми, за сите успеси и проблеми. На едно место. Студио 1 на новата национална телевизија 1 ТВ. Сите одговори за шоу-бизнис, мода и култура. Што е ин, а што аут? Ќе дознаете во Студио 1 на новата национална телевизија 1 ТВ. Се гледаме. Пулсот на градот го мериме во живо. Секој работен ден на новата национална телевизија 1 ТВ. Скопје наплат. Во спортот има победи, но и порази. А медаљата секогаш има две страни. Следете спорт во Студио 1 на новата национална телевизија 1 ТВ. Подиум без маски. Секој понеделник, лица на националната 1 ТВ. Спин и контраспин. Аргументи и факти. Вистина наместо шпекулации. Во уредничкиот брифинг на националната 1 ТВ. И по првиот кус разговор продолжуваме со вториот. Судските реформи се најтешката задача, еден од главните приоритети за власта. Дали реформите се реалност или илузија, во пресрет на денот на судството, гостин на колешката Дувњак е првиот човек на судскиот тесна во државата. Гордана, повелете со разговорот. Благодарам, Анета. Добар ден, студија Сејти. Добро дојдовте во отвореното студио на 1 ТВ. Добар ден, добро ја најдовме и посакувам ова студио да има успешни резултати во иднина и се надевам на вистинско и објективно информирање. Благодарам. Утре се навршуваат 73 години од поставувањето на темелите на македонското судство. Имаме ли причина за славење со оглед на имиджот на судството? Добро, јас во овој контекст би направила разлика дали тоа е одбележување или славење. По мене имаме причина за одбележување, немаме веројатно многу голема причина за славење, но сепак добро е што го одбележуваме овој ден и ја искористуваме оваа прилика да се подсетиме на нашите обврски кон минатото
и на нашите обврски кон иднината во однос на правораздавањето и во однос на нашите обврски кон граѓаните да они навистина чувствуваат правда во Република Македонија. Врховниот суд ги почна подготовките, но она што беше забележливо денеска на свечената седница во Врховниот суд е многу малото присуство на дипломати и на јавни личности. Дали тоа беше некаква порака до врвот на македонското судство? Но и покрај тоа председателот на Врховниот суд во своето долго обраќање испрати повеќе пораки во кои што зборуваше за тоа политиката дека не треба да се меша во судството, дека судството не смее да биде предмет на политички маркетинг, но имам чувство дека чувме многу малку самокритика од првиот човек на Врховниот суд. Каков е вашиот коментар? Да, ако тргнеме од вашето прво поставено прашање во однос на присуството, јас не бев во тесната организација на овој настан и не знам кои се луѓе се поканети, но се предпоставува дека битните амбасади и фактори кои учествуваат се бават со... Еве, падна во очи да кажеме дека Американската амбасада немаше свој представник, а најмногу вложува во реформите. Секако. Значи немаше представници и од други амбасади, но тоа останува да се коментира во иднина која беше вистинската причина за ова. Во однос на пораките кои беа испратени, ги чувме сите. Тие пораки ние постојано ги испраќаме во изминатиот период, но останува на вистина да се процени кои се вистинските вредности на тие пораки и дали тие пораки ние самите ги почитуваме прво како носители на судиските функции, но секогаш тргнувајќи поединечно од самиот себе си. Не велам во глобала, иако што глобалата го се чуваме ние. Затоа сметам дека и се надевам дека тие пораки кои ги чувме ќе имаат некој ефект и имаат некоја подлога во однос на функционирањето на судството. Може да се очекува во наредниве денови? Имате ли некои други активности пред се вашето здружение на судии на Република Македонија? Во однос на одбележувањето на Денот на правосудството, ние продолжуваме со минатогодишните активности. Значи, минатата година имавме активности кои се одвиваа цел месец март. Годинава се планирани 2 дена активности, но не во март, бидејќи не успеавме да се усогласат деновите поради празниците. 4 и 5 во Скопје, во Александар Палас, ние организираме дводневен настан. Првиот ден е работен, каде што учествуваат 60 на учесници, од кои 10 учесници учествуваат од регионални здруженија во регионот, почнувајќи од Бугарија, Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и така натаму, на кои што ќе разговараме и за нашата идеја, идејата на Здруженијето на судии на РМ, која беше отворена пред 2 години во Охрид за регионално вмрежување на Здруженијата на судиите. Ќе видиме кој ќе биде импутот на таа наша идеја. Ние изминатиот период изработивме студија, план на активности во однос на ова вмрежување со поддршка на ОПСЕ и тој план на активности ќе биде понуден на нашите партнери. Вториот ден се однесува на свечениот ден. Тоа е во 14:30 часот. Потврдено е присуството на амбасадорот на ОПСЕ, амбасадорот на САД, премиерот Зоран Заев и ќе се обратам јас како председател на Здруженијето, каде што исто така ќе ги испратиме нашите пораки во однос на видувањата во судството. Според најавите, утре конечно ќе биде отворен и новиот кривичен суд. Да, значи вие сигурно сте известени и целата јавност е известена дека утре е свеченото отварање во 12 на кривичниот суд. Дали утре отпочнува со полн капацитет преместувањето од една во друга зграда, не знам, но сепак значи дека отпочнува тој процес на трансфер на судот од едната во другата новата зграда. Вие сте председател на Здруженијето од 2016 година. Кога ја преземавте функцијата, рековте дека планирате да го вратите угледот на професијата. Како планирате тоа да го направите? Значи, ние преземавме низа на активности кои се однесува на прво привлекувањето на членството. Осознавањето на вистинските вредности во однос на тоа како тие треба да се прифатат и да се пласираат во однос на членството. Да, но имате и одлевање на членството. Неодамна во знак на револт суди од двојкави. Така, но секако одлевањето на членството во прв момент јас го прифатив негативно, но за сега сметам дека тоа е еден нормален тек, затоа што овие 2 дена имаме нови членови во Здруженијето. Така да процесот на доаѓање и одење на членството е жив процес. Но сепак тоа одење беше необјасниво. Еден судија
да објасни дека јас одам во Сдруженијето за тоа што судски совет не ме избра, тоа е не на нивото на размислувањето. Може би пораката е дека недоволно се грижите како Сдружение за потребите на судиите. Ние излеговме со наш став околу последниот избор на судии. Имаше контраверзија околу тоа кои критериуми се испочитувани, но сепак ние сме секогаш тука внимателни, затоа што сите тие членови се наши членови, а конкурираат за едно место. Така да, во тие пораки кои ги спративме, бевме малку повоопштени, за тоа што немавме директни информации што на вистина во судски совет се случува, а првично таа е нивна надлежност. Член сте на новоформираниот совет за имплементација на реформите во судството. Дали сметате дека со стратегијата за реформи во судството се лоцирани вистинските проблеми? Стратегијата за реформи во судството е документ кој е усвоен од страна на владата, беше изработен од релевантни експерти, а во таа изработка учествува и судии од Република Македонија, но морам да истакнам дека таа стратегија е на некој начин одобрена од меѓународниот фактор од Брисел. Учествувавме ние сите во тие преговори, односно во креирањето на таа стратегија, затоа што секогаш таа стратегија треба да е водена од некои цели кои треба да се постигнат. Јас и на советот на првата седница истакнав дека не секогаш креативните идеи, односно индивидуалните идеи се можни. При поставувањето на една реформа мора да внимавате на рамките, почнувајќи од политичката рамка која ви е потребна за изгласување на законите. Потоа, од рамката која се поставува од меѓународниот фактор визави интеграциите кои ги имаме, функционалните капацитети, економските капацитети во однос на имплементација и така натаму. Гледајќи ги сите овие аспекти, за мене стратегијата представува добар документ кој треба само да се преточи во добри закони и уште подобра имплементација од наша страна. Но дали ќе се оствари главниот приоритет на граѓаните, конечно да дојдеме до ефикасен правен систем или судство на кое што му се верува? Прашањето на довербата во судството е прашање кое што Сдруженијето го дискутира повеќе пати и ние застанавме на становиште дека треба да разликуваме дали е перцепција или има вистина во тоа. Јас повеќе би одел кон тоа дека граѓаните се во право, но треба да се направи едно реално мерење дали тука малку е изнасилена таа перцепција, иако што сум свесен на контраверзни одлуки кои некогаш излегуваат од судот, но многу пати се обидувам прашањето на јавната дебата околу правото да си го поставам на теренот на правото, а не на теренот на правдата. Значи, апсолутната правда ја обезбедува Господ, ние треба дебатата да ја развиеме на теренот на правдата. И тука не случајно некогаш се случуваат, особено во граѓанските предмети, незадоволства, повикувајќи се на таа правда кој секој човек сака да ја доживее, но некако фокусот на јавноста во последно време повеќе на кривичните предмети. Так. И ќе морам тука да се надоврзам на вашето прашање. Вие сте дел од петчлениот кривичен совет на Врховниот суд, за кој што советот за факти побара одговорност, и тоа за два случаја околу притворите на бизнесменот Сеат Кочан и за двајцата поранешни припадници на УБК кои што се во бегство. Дали чувствувате одговорност во тој дел и дали мислите и верувате дека судскиот совет ќе ја продолжи оваа постапка и за да ја утврди одговорноста? Тука морам да направам дигресија и едно начелно произнесување, потоа поединечно во однос на мојот случај. Значи, Сдруженијето секогаш застанува на становиште дека судијата има право на собствено убедување, почитувајќи ги сите процедури и закон, така натаму. Но сепак не го забранувам правото на органите надлежни да спроведат истрага и да покренат дисциплински постапки во однос на евентуални прекршувања на работата. Колку одлуките се донесени со надгласување? 3-2. Нема да се произнесам на ова прашање, затоа што ме обврзуваат и законските одредби, но ќе се вратам на вашето претhodно прашање, дека јас посакував судски совет да си ја доврши оваа постапка, затоа што на крајот на краиштата мора ние, значи, медиумски, ние сме влезени во некоја машинерија каде што сме представени како валкани играчи, односно луѓе кои ги повредиле законите. Постапката спроведена во судски совет, која ќе резултира со одлука, па макар и негативна, ќе значи финализирање на тој процес. Дали на вистина судиите се виновни, го прекршиле законот или не. Секој застанување во оваа фаза без разрешница значи
по мене негативен исход во однос на овие постапки. Еве да ги земеме последните случаи. Последниот случај со собраниските настани. Врховниот суд само што ја смени одлуката на за мерките за предпазливост од притвор во куќен притвор, по само еден ден кривичниот суд одлучи поинаку. Да, по мене кривичниот суд може да го прави тоа, затоа што предметот влезе веќе во друга фаза на постапување, по покренување на обвинителен акт и обвинителот проценил дека треба да останат тие мерки кои беа пред ние да ги дали смениме. како совет ги немавте ви информациите што денеска беа пласирани во кривичниот суд, дека наводно во 2 наврата господинот Чавков ги прекршил правилата? Да, ние не можевме да ги имаме затоа што тогаш немаше за него куќен притвор. Значи тогаш имавме класичен притвор и тоа не е во однос, нема врска со овој настан. Останува сега прашањето на проценката на судот. Јавниот обвинител, степенот на веројатноста дека делото на вистина е сторено, можеби со покренувањето на обвинителниот акт, тој степен е подигнат и од тие причини веројатно обвинителот побарал да се вратат тие мерки. Повторно ќе се надоврзам на фактот дека сите ние сносиме индивидуална, па и колективна, но индивидуална пред се одговорност при одлучувањето. Значи, во текот на постапките ќе се потврди дали едната варијанта била правилна или друга. На крајот разговорот ќе го завршам со едно лично прашање упатено до вас. Во вашата кариера сте биле и новинар, и адвокат, и медијатор, едно време министер, судија на управен суд, сега во моментов сте во Врховниот суд. Каде се чувствувавте најлагодно и во сопствената кожа? Може би во новинарството, бидејќи беше прво. Благодарам за разговорот. Може би за крај уште нешто, кога конечно судството ќе престане да биде топ тема на овие информативни емисии. Јас веројатно ние сме тука дежурни виновници за тоа, но само да најавам, ако имам неколку минути, дека наредните денови во соработка со Американската амбасада ќе спроведеме проект за формирање и етаблирање на судско медиумско тело, каде што ќе биде сочинато од новинари и од судии и каде што ќе можеме да ги отвориме темите и да можеме да бидеме по-репрезентативни во однос на јавноста. Може би затоа што сме оцрнети подеднакво и новинарите и судиите. Конечно заедно на купче. Така. Во ред, реформите во судството и натаму ќе бидат тема за анализа во Студио 1, а сега продолжуваме со останатите актуелности. Премиерот Зоран Заев го повика председателот Иванов да го потпише указот за законот за јазици и на тој начин да се докаже дека законот не е штетен ниту за државата, ниту за граѓаните. Но во меѓувреме се разгледуваат опции законот да се стави во сила и без потписот на Иванов. Прилог на колегата Христијан Баневски. Стручен тим правници во собранието ги анализира можностите како законот за јазици да се најде во службен весник, рече премиерот Зоран Заев во одговор на новинарско прашање. Според него една од опциите е Уставниот суд и Венецијанската комисија да се произнесат за законот, но сепак го повика шефот на државата Ѓорѓе Иванов да го потпише указот. Блокирањето на законот за мене исклучително единствено само значи дека некој се плаши овој закон да заживее. Кога ќе заживее, ќе видат сите
дека сите стравови со кои што се плашаа граѓаните, дека всушност биле лаги. Само тоа е. Ако тие мои зборови за некој значат предизвик, изволте, нека го пушти законот, нека го потпише, мислам на претседателот на државата, и да ја тргнеме дебатата од оваа прашање. Нека живее законот, конечно, за да можеме растеретени сите да покажеме колку си ја сакаме државата и колку сите заедно сме фокусирани на она што живот значи за сите граѓани. Заев не прецизираше временска рамка во која очекува законот да стапи на сила и да се затвори ова прашање. Ниту спикерот Талат Џафери на брифинг со новинарите не сакаше да ги каже своите очекувања. Тој најави дека собранието ќе го примени она решение кое ќе биде во согласно со уставот и законите и е категоричен дека нема да го потпише указот на место Иванов. Џафери посочи дека во ваков случај се отвара можноста за импичмент на претседателот, па дури и кривична одговорност поради неизвршување на уставните обврски. Токму поради процедурата за донесување на законот за јазици, во втор план беа ставени реформските закони, што наиде на критика од еврокомесарот Јоханес Хан. Ова, меѓу другото, била тема на разговор на вчерашната средба помеѓу коалицијските партнери Заев и Ахмети. Заклучокот од овој состанок, како што изјави премиерот, е дека на владата и треба постабилно парламентарно мнозинство поради сериозноста на одлуките кои Македонија треба да ги донесе. Ние сакаме до 15 април, односно до објавувањето на извештајот 2 дена, извештајот ќе се објави на 17 април, таа дел од законите кои што се усогласени преку диалогот, кои што се чисти, поминети преку експертизата, да може да бидат донесени во собранието, промената на ДИК, заради тоа што мора да го оформиме ДИК, и другите закони кои што се од планот 369, сакаме заклучно со поднесувањето на извештајот, односно со 17 април, да бидат сите овие закони, ако е возможно во парламентот, донесени. Поради ова и се очекува во следниот период собранието да работи под полна пареа, имајќи предвид дека реформските закони се веќе распоредени во матичните комисии и пленарни седници. По повеќе од 3 месеци бојкот, опозицијата ВМРО ДПМН е на координација расправала околу враќањето во пратеничките клупи, потврдија оттаму за 1 ТВ. Конечната одлука ќе ја донесе во недела Централниот комитет на партијата. Освен темите кои што досега ги сублимиравме во Студио 1, преговорите со името, реформите во судството, како и законот за јазици, да видиме што друго е актуелно денеска од земјава. Впрочем, Македонија конечно ја преброја својата администрација. Следува блок од кратки вести на колешката Александра Филиповска. Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков не ја почитувал мерката куќен притвор, откри денеска претседателот на Кривичниот суд Иван Џолав. Кривичниот совет го пратил екс-министерот повторно во притвор, бидејќи при контролите полицијата не го нашла дома. Тој на своја рака одлучил куќниот притвор да не го издржува на адресата од личната карта, туку на друго место. Освен него, уште 4 лица завршија во куќен притвор, откако претходно највисокиот суд ги пушти од чутка по 5 месеци поминати во истражниот затвор. Изјавите што ги добивме од Русија во последно време не се позитивни, меѓутоа не се ни изненадување, особено по минатогодишниот став дека Русија има одредено мислење за нашите стратешки цели. Ние сакаме да имаме добри односи со Русија, но на сите им ја повторуваме истата реченица: стратешките одлуки се наши. Ова денеска го изјави вице-премиерот и министер за одбрана Радмила Шекеринска. Таа посочи дека од 1992 година земјава го изрази својот национален консензус за членство во ЕУ и НАТО. Адвокатите на поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киески на денешното судско рочиште за Топлик побараа бомбата за Сончев град да не биде доказ. Судот го одби барањето на одбраната како неосновано. Во Топлик обвинети се на Киески уште 5 лица кои се товарат за продажба на градежна парцела во Скопско Сопишта. Предметот неколку пати досега е одложуван. Бе оспорувани вештачењата на специјалното јавно обвинителство. Владата конечно се преброја,
Во вкупно 1300 институции во јавниот сектор во земјава работат речиси 140.000 лица. За прв пат се открива бројката на работниците ангажирани преку агенции за привремени вработувања, која изнесува 1624 лица. И таа во акционерските друштва во 100% во државна собственост, каде работат 8633 лица. Министерството за информатичко општество и администрација денес го објавува извештајот за вработените во јавниот сектор за 2017 година. Вкупната бројка на вработените, вклучително со акционерските друштва и преку агенции за привремени вработувања, денес изнесува 139.009 лица. Податоците се резултат на вкрстена анализа помеѓу информациите од Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за вработување и Фондот за здравствено осигурување. Не може и тој што зема 10.000 денари плата и тој што зема 10.000 евра плата да плаќаат изданок. Тоа не е фер општество. Дај Боже да земаме сите по 10.000 евра плата па да платиме повисоки даноци, вели премиерот Зоран Заев во коментар за најавеното воведување данок од 18% за граѓаните чии приходи се над 1000 евра. Не треба да се плашиме од ниедна реформа која што ќе биде исцрпена преку дебата. Дебатата веројатно сега се отвара, според мене преурането, заради тоа што редот е Министерството за финансии да излезе со податоците, да ги презентира, да даде доволно влезни аргументи, па да почне дебатата. Владата прави анализа за да се види кои ќе бидат придобивките од воведувањето повисок персонален данок за лицата кои повеќе заработуваат, изјави денеска вице-премиерот за економски прашања Кочо Ањушев. Коментарите доаѓаат откако министерот за финансии Драган Тевдовски најави дека од април ќе започне дебатата за воведување на прогресивно оданочување, со кое се предвидува за приход над границата од 1000 евра да се плаќа данок од 18%. Јас сметам дека треба да се направи математичка анализа и модел да се види кои ќе бидат придобивките од персоналниот данок, кој што секако ќе се воведе на 18%, но прашање е значи прагот. Прагот е предмет на анализа и јас она што го кажав само дека треба таа анализа да биде издржана и не сум во можност во моментов да ви кажам кој е тој праг. Епа колега Кико, барем конечно администрацијава ни се преброила. Уште попис да направиме. И ја наредивме држава. И да знаеме кој сме, колку сме, зошто сме, какви права имаме. Така е, од некаде да се почне, тоа е најважно. Од вака сериозни теми кои што го одбележа денешниот ден, ќе се префрлиме на нешто порелаксирачко, иако не е мај. Евровизија и тоа како знае да биде актуелна во Македонија, без оглед на тоа кој и како го одбрал овогодинешниот представник, секогаш интересна тема за разговор. Оваа прилика ја користам за прв пат да го најавам колегата Жарко. Добар ден за тебе. Добар ден и за вас. Твојата гостинка ќе ја најавиш самиот, но Жарко е нашиот колега кој што ќе се занимава со тоа што е шоубиз катче во Студио 1. Ви благодарам за најавата. Добар ден, драги гледачи и слушатели кои што не гледаат, а одбиваат да не слушаат и обратно. Јас сум Жарко Димовски, за прв пат во Студио 1 шоу бизнис. Од денес па натаму ќе се дружиме со интересни вести, со забава и како тоа јас го нарекувам шоу бизнис ентертејмент. Здраво Јана, со нас е Јана Бурчевска, драги гледачи. Јана е минатогодишниот представник на Евросонг или Евровизија, како тоа го нарекуваме ние, значи најинтересната манифестација која што ја гледаме во Европа, која што пеачите сонуваат да стигнат таму, да отидат таму, па еве малку околу тоа како беше твоето искуство, како си помина пред се да ни кажеш во Киев. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата да бидам гостинка токму во првата ваша емисија и да ви го честитам отварањето на ТВ1, да ви посакам многу успех и многу, како да кажам, значајна содржина понатаму. Ти благодариме, инаку Јана ни донесе многу убав поклон, но тој ќе си го чуваме во бекстејдж, не ви го покажуваме за прв пат за денес, за отварањето. Мала шала. Јана, вака сега тука имам едно сценаривце со кое што треба да те прашувам поред на овие прашања. Значи, помина скоро една година твојот настап на Евросонг. Денес, сума сумарум, какво искуство носиш од Киев? Сума сумарум ми се допаѓа изборот на зборови во поставеното прашање. Тоа е на колегата Васко, да го поздравиме. Поздрав, Васко.
Сума сумарум, најголемото и најзначајното искуство во мојот живот досега, не само од музички аспект, туку и од некој аспект на личен развој. Многу научив, многу работи поминав таму, искусив многу нешта за прв пат, позитивни спомени, безброј нови пријателства, отворени врати и се разбира една нова созреана од музички аспект Јана. Одлично, колку време престојувавте таму? Во Киев престојувавме точно 2 недели, со тоа што имавме голем број подготовки пред финалното представување на 11 мај. Попустите ги фативте, шопинг направивте? Не направивме. Би ја искористила оваа прилика да напоменам дека Евровизија е многу повеќе од тие 3 минути на сцена и дека навистина немавме време да прошетаме, а кога сега веќе јавноста знае во каква состојба бев таму, секој слободен момент го искористував да дремнам. Одлично. Пред да започне Евровизија, твојата песна беше една од фаворитите според обложувалниците. Но за жал не успеавме да се пласираме во полуфиналната вечер. Околу тоа малку нешто... Околу тоа малку. Па, видете, јас лично не мислам и тоа го сватив дури откако ја искусив Евровизија лично. Не мислам дека успехот или неуспехот на представувањето се мери според влегувањето или невлегувањето во финале. Dance Alone беше навистина хит и до ден денес е обожувана од евровизиските фанатици. Има преку 4 милиони прегледи на YouTube. А со секој отварање на Dance Alone на YouTube, луѓето се подсетуваат која е Јана, од каде доаѓа. Значи, тоа е едно одлично представување на нашата земја Македонија. Од тој аспект, тоа би имало да прокоментирам. Одлично. А што мислиш, што недостасуваше покрај добрата песна? Може би за тој пласман, за да качеме некое скалило погоре нивото, да го дигнеме и така натаму. Сега... Што е? Опа! Да улетам, извини, колеги. Дечки, јас се договорив дека сам ќе вода ме висијава. Браво, Бурче. Како се добре дојде? Добро ве најда. Како ти се чини овде кај нас? Многу убаво. Колега, извини, Јас ќе си одам, нема проблем. Немој да си идеш на работа, да се веќе си правиме муавет заедно. Кај жена повисока од мене најдовте, стварно? Добра, ќе лажеме, види вака сега. Телевизија може и вака. Види. Не, застани. Сега сме иста висина, гледаш? Ама тоа нема го правиме више, пошто знаеме сите дека имам 2 метра. Слушнав дека правите муавет за Евровизија, пошто и самата го имам тоа искуство. Точно, најдобро ќе разбереш ти. Апсолутно. Апропо муаветот на Жарко, што недостасуваше? Што мислиш ти дека недостасуваше? Од оваа перспектива денес, од како веќе ми е легната ситуацијата и ми е се пребродено... Ти имаше прекрасна песна, гениален настап. Што недостасуваше? Вака. Како да го формулирам ова? Слободно, како би го формулирала јас? Што мислиш? Недостасуваше подобра комуникација и респонзивност од луѓето зад камерите. Затоа што она што фалеше на нашиот настап не беше кореографијата како кореографија или осветлувањето како осветлување, туку ни недостасуваше кадрирање. Со оглед на замислата на кореографката Амбра Сучи, таа повеќе се потпре, се ослони на моментите фатени со камера и кореографијата беше врз основа на тоа концепирана. Дали ти имаше добра комуникација со делегацијата која што беше со тебе? Фантастична комуникација. А каква комуникација имаше делегацијата со останатите медиумски групи, односно со останатите членови? Јас искрено бев изненадена од како сето тоа функционира и навистина одлично се снаоѓаа. Шефот на прес и шефот на делегација беа фантастични. Во тој дел посебно со пресконференциите беше се безпрекорно. Опа, видиш, ти имаш другачи искуство, имам друг... Да, тоа сакам да те прашам, дали јавниот сервис го даде својот максимум пред и за време престојот во Киев? Да, апсолутно да, со тоа што јас постојано споредував со претходни учесници и дури на моменти ми беше чудно како толку многу вложуваат сега, а изгледаше како претходно тоа да не се случувало. Од аспект на гледач. Да. Јас додека бев таму, навистина имав огромна поддршка и премногу се труда членовите на делегацијата. Постојано патувавме, спотот е снимен
во филмски услови, во Да, гениален, реков, гениален и настап, и спот, и песната е... Навистина и успеа да ја договорат и да ангажираат Тамбра Сучи, која инаку го работеше победничкиот настан на Лоринсо Јуфорија, значи, апсолутно аплауз. Како што веќе знаеш, оваа година не представуваат IQ во Лисабон. Во Лисабон, да. Лишбо, моето бо. Да. А кажи ми, како ти се допаѓа? Дали мислиш дека се IQ вистинскиот избор и како ти се допаѓа нивната песна? Ми се допаѓа. Интересно е што пробале да вмешаат повеќе стилови, затоа што мислам дека откако повторно ќе речам ги запознав евровизиските фанатици. На Евровизија нема правила, меѓутоа тие сакаат нешто неочекувано и нешто ново и мислам дека IQ со својата песна тоа и го сервираат. Марија има прекрасен, тоа и го реков сега на стори кога ја прв пат ја слушнав песната, има прекрасен спремна. Да, и специфична боја, да. Задоволна сум, ми се допаѓа изборот. Што би ги посоветувала ти? Да, тука имам... У том зецу лежи град. Колко време имаме? Немаме многу време, 3-4 сат. Па накратко би искористила оваа прилика да потенцирам дека реални коментари за Евровизија може да дадат само луѓе кои што ја искусиле Евровизија и тоа е тоа. Значи, никако читање Твитер, никако читање коментари на YouTube, затоа што тоа може само да те што? Залаже. И да те индиспонира. Дали ќе имаме запросување, мислиш, и оваа година таму? Не знам. Ама сигурно нема да биде прв пат. Многу од јавноста во Македонија во тој период кога се случи тоа запросување, имаше спекулации дека тоа е маркетиншки трик, дека тоа го направиле маркетинг агенцијата и така натаму. Како беше тоа искуство за тебе таму? Не беше маркетиншки трик. Апсолутно. Јас сум доволно смотана за нешто такво да ми приредат. А и мојот супруг Александар имаше идеални услови тоа да го изведе со оглед на тоа што јас бев постојано на некакви промотивни турнеи, на некакво патување, на снимање ваму, на снимање таму, значи не бев дома. А во комбинација со шефот на делегација Мири Попова многу добро го изиграа тоа. Навистина бев изненадена и не беше никаков маркетиншки. Добре, сама го дадеш лагворот на моето следно прашање. Александра го спомна веќе. Да. Како се снаоѓаш во улогата на мајка на малата Дона? Критичниот период помина, тоа се првите 2 недели до месец дена, сега веќе ја фатив шемата, влегов во штос и навистина е најубавото искуство што вистински го искусува само жената. На кого личи? На тато си личи. Па добро, првите женски деца научно докажано дека личат на татко, а првите машки деца на мајка. А дали мислиш дека Дона еден ден би можела да не представува на Евровизија, можеби? Многу ме занима и мене. Тоа би било баш забавно. Замисли. Би ја пуштила да се бави со шоу-бизнис? Би ја пуштила, со полно срце, со цела душа. Дона, пеј! Да, па прекрасно. Одлично. А нешто за твојот понатамошен живот, за твојата кариера музичка, планираш нешто, спотови, песни? Ама си спремен, колега. Дали гледаш како се? Спремен, колега, ме утепа. Лешке, баш ми е драго. Нешто за воиднина. Досега бев фокусирана дома и само дома и Дона не ми се остава, никаде не ми се оди, меѓутоа време е да излезам од таа некоја школка и да се заангажирам малку повеќе околу музиката. Dance Alone ми постави доста високи стандарди од музички аспект и од аспект на видеозапис. Нешто има на повидок, но не можам си уште да ви откриам детали. Здравје Боже, ќе дојдеш. Многу ти благодарам што беше гостин, прв гостин од... Да, ви благодарам и вам. Да. Можеме да прашаме нешто од оваа страна. Слушаме. Тијана се повика дека имала вака безмалку травматско искуство со одењето на Евровизија, сакам да го слушнеме. Па може да кажам? Може да. Супер. Јас имав впечаток дека македонската делегација кога беше со мене во Копенхаген отидоа на екскурзија, не на Евровизија. Воопшто не ме припрема за ниеден прес. Сама се подготвував за сите пресови што беа за време траење на 2014 во Копенхаген. И ја имав таа среќа што никој, тоа ретко кој го знае, ја имав таа среќа да бидам на BBC 3 два дена поред, затоа што Скот Милс, наш колега од BBC 3, ме повика да бидам со него во BBC лаунџот и да
ја коментираме заедно првата фестивалска вечер. И тоа се само избрани учесници. Тоа се само избрани учесници. Јас бев меѓу четворица од 43 кои што беа поканети на чајанка со Скот. Our English is very good. Impeccable. Добро, значи Тијана има една слика, Јана има друга слика или приказна, не знам. Дали знаеш да се како, прашаме на што се должи тоа? Па како се вика, кој ќе се опече на млеко и во маштеница дуа, така беше? На јогурт, да, така. Ја вака слушајќи ве колку убаво ви тече разговорот. Не би сакал да не прекинеш. Инспирација да прашам нешто. Вие сте си уметници, пејачи, сте се држите еден до друг, но ние сме новинари. Па може да поставиме и малку понезгодно прашање. Па еве, а не там го извлече она што никогаш не би го кажала, ама ете тоа. Со оглед дека после секој дебакл на Македонија на Евровизија, не е дебакл. Дебакл на Македонија на Евровизија, делегацијата вели ние добро се представивме и добро си поминавме. Па добро си поминав. Сега мене прашањето ми и до Јана и до тебе Тијана. Тијана те погодив. Добро, фала Богу. Која е целта ваша кога отидовте на Евровизија? Да постигнете достоинствен пласман или да си поминете убаво како еден вид екскурзија? Не, тоа е првенствено, извини Јана, ако имаш предност. Да, фала ти. Најбитно е за секој, прво е најголема награда која што може да ти се деси како пејач, да ти се случи како пејач е да бидеш представник на својата земја, првенствено. Значи ти не се представуваш себе си, не ја представуваш само песната, ти ја представуваш земјата. И тоа е природно и нормално да одиш да победиш. Значи, ако си со тој ниет, ако си со таа мисла, тоа ќе се случи. Сега имам мал милион пропратни елементи кои што тоа или те кочат, или те... Значи, на Евровизија се иде со... На вистина треба да си подготвен. Со сценарио за привлекување внимание како за просување или со сценарио за добар пласман? Со сценарио за добар пласман. Значи, не ти треба само добра песна, ти треба и добар настап, и ти треба добар... Ние, да речеме, бевме таа година, 2014 во Копенхаген, бевме прогласени за најдобро стилизирана делегација таа година на Евровизија. Значи, само сте изгледани. Смеам дали некој да кажам нешто јас? Да повелете. Мислам дека публиката, широката јавност нема чувство за она што на вистина значи Евровизија. Секој пејач, лично еве јас најпрво да одговорам, отидов таму за добро представување и мојот основен критериум беше да имам добра песна која што ќе се слуша и понатаму и како што спомнав претходно во разговорот, со секое кликнување и со секое преслушување ќе го асоцира слушателот на Македонија. Добро представување лично или добро представување на државата? Добро представување на државата. Изгледа дека најголем успех на настапот на Јана на Евровизија беше моментот со запрашувањето. Според кои извори тоа така излезе? Па според резултатот после гласањето. А како е резултатот поврзан со запрашувањето? Па тоа е прашањето. Што е успехот? Успехот е пиарот или успехот е резултатот барем во финале пласирање? Барем во финале. Барем во финале. Барем во финале, да, меѓутоа мислам дека треба да бидеме свесни дека пласирањето во финале не зависи само од пејачот. Тука се враќаме на делегацијата која што треба да си ги заврши своите обврски. Ова уште еднаш само докажува дека Евровизија дефинитивно е тема без крај. Јас сакам да прашам само уште дали некогаш ќе ја повика на одговорност Мери Попова, шеф на македонската делегација, бидејќи секоја година Македонија практично доживува лош пласман и не знам, вие подобро знаете колку години поред Македонија не е пласирана во финале. Еве, јас се надевам дека колегата Васко Поповски, Васко Спасовски, кој што е задолжен за организација на шоу бизнисот, ќе ја донесе Мери Попова во студио, во меѓувреме лично и персонално јас ќе ја викнам во мојата емисија Вечер со Тијана да ми раскаже некои работи кои што не ми се јасни. На ниеден од нас. Добро, во ред. Да не се повикуваме на имена, особено за тие кои што не се овде присутни. Апсолутно. Може да го прашаме само Жарко Наксо да скокнеме од Евровизија само малку. Жарко, те фрливме во оганот без да кажеме ниту еден збор. Жарко ни е актер? Да.
Работиме во театар, работиме на многу представи. Да, Јас само ќе те замолам кусо интро, иако задоцневме со истото, за тоа кои сме. Интрото на крај секогаш најдобро. Така. Шлагот на тортата, нели? Како да кажам, театар, комедија, вработен актер, работам во сите театри во Македонија, работам многу. Еве сега почнав да работам и тука, ќе ја забавуваме публиката секојдневно, од понеделник до петок. Се надевам сам, не со Тијана се разбира, секогаш ќе ми биде задоволство, да. Ќе пробаме да дадеме се од себе и да внесеме една нова свежина во македонскиот етер за тие што не гледаат, за тие што не слушаат и за тие што имаат комплетна видеослика. Како да кажам? Тоа е тоа. Ако оваа година не се пласираме во финале на Евровизија, јас до година ќе се пријавам и тоа сигурно ќе победиме. И да сме живи и здрави. Направиме живи и здрави. Ви го оставаме качето да си го истерате до крај. Чинам дека треба да најават спот. Да, ќе го најавиме спотот, да. Најновиот спот кој што неодамна излезе на нашиот драг колега Владко Лозановски Лозано. Песната не знам точно како се вика. Песната се вика Километри. 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 Уживајте со Владче. Kilometri brojam daleku od sebe. Kilometri odam daleku od tebe. Daleku od doma, daleku od sve što imam. Od sve što imam. Najdu fotografija vo crno-belo, a na neja nije sme zajedno na denot. Na neja gledam sreća, na neja gledam sve što imam, sve što imam. Mi fali, toj mis, na Jorgova mi fali, fali, toj mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za veli gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali, toj mis, na Jorgova mi fali, fali, toj mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za veli gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Kilometri brojam daleku od sebe. Kilometri odam daleku od tebe. Daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Mi fali, toj mis, na Jorgova mi fali, fali, toj mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za veli gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali, toj mis, na Jorgova mi fali, fali, toj mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za veli gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. На новата национална телевизија, Еден ТВ, ќе ви одговориме зошто правда и неправда. Студио 1. Отворено за вас секој работен ден од 17 до 19 часот. Политика, економија, судство, социјала, но и шоу-бизнис, мода, култура, спорт. За сите настани и теми, за сите успеси и проблеми.
на едно место. Студио 1 на новата национална телевизија 1 ТВ. Сите одговори за шоу бизнис, мода и култура. Што е ин, а што аут? Ќе дознаете во Студио 1 на новата национална телевизија 1 ТВ. Се гледаме. Пулсот на градот го мериме во живо, секој работен ден на новата национална телевизија 1 ТВ. Скопје напладне. Во спортот има победи, но и порази. А медаљата секогаш има две страни. Следете спорт во Студио 1 на новата национална телевизија 1 ТВ. Подиум без маски. Секој понеделник лица на националната 1 ТВ. Спин и контраспин. Аргументи и факти. Вистина наместо шпекулации. Во уредничкиот брифинг на националната 1 ТВ. Се враќаме назад во студиото. Го завршивме кусиот блок со вестите од шоу бизнисот. Овој пат тоа беше конкретно Евровизија. Сега продолжуваме со тоа што го најавивме како модна полиција. Наш редовен и секојдневен гостин во минутите посветени за мода и воопшто модна полиција, ако успееме да ја имаме нели секогаш и редовно, ќе биде нашиот колега Сергеј Варошлија. Добар ден и за тебе. Добар ден, Анета. Добар ден, Кристијан. Добар ден, драги гледачи. Се јавуваме од отвореното студио на најурбаната и најкул телевизијата 1 ТВ. Јас сум Сергеј Варошлија, како што веќе знаете или не знаете. Секојдневно ќе се дружите со мене на тема мода, тековни трендови, стајлинг од глава до пети и пред се модна критика на светско ниво и на домашно ниво. Така да видиме денеска чашава вода веројатно ќе ми е потребна, затоа што немаме за сега копче што ќе вика ерор или ќе пишти ако нешто не е во ред, така да не бидам како Рубирот у пети елемент. Што ќе коментираме денеска? Денеска ќе го прокоментираме последниот ивент што се има случајно во Скопје, односно во Македонија, тоа е отварањето на Стори магазинот на првиот број, така да ќе видиме што се случуваше тамо, на ред карпетот и како нашите јавни личности се представија и во какво светло. Нема да боли. Се надевам дека нема да боли и ќе ги замолам, повеќето тие луѓе јас ги познавам лично. Сакам да ме разберат дека критиката е добра и здрава работа. Поготово, јас имам 27, односно 30 години искуство веќе во оваа работа. Не мислам да дадам лоша критика со лоша намера. Секоја критика е добро дојде на човек што има повеќе искуство. Јас сакам и мене некој да ми искритикува, кој е меродавен и ја слушам неговата критика. Така да нека не ми се љутат кој да е ако ми замера зашто и да е, ова е само за добро, нели? Ајде се те молам на пред почеток, колешкава и мене. Значи за тебе после, а за колешката некако ми е, не знам, сме блиска. Не, него имаме растено и модно и секако многу заедно. Имаме многу соработувано. Субјективен си, мислев дека ќе бидеш објективен. Не сум субјективен, многу сум објективен. Повели со стори. Многу сум објективен. 20 години назад професионално врзан си, веројатно. Повели со стори. Ајде да видиме што има спремно од режија. Па, ова е трио. Они се генерално кул сите. Не знам, не ми се допаѓа. Многу ми се некако униформирани, меѓутоа веројатно со музиката им одговара. Можеби повеќе ми сметаат двете хостеси кои го растураат целиот тој нивен амбиент. Нека пројде као, да речеме као, нека пројде дека може. Може. Да видиме што имаме понатак. О мај гад. Елена Велевска. Зошто Елена? Све е тука несоодветно. Не одговара на линијата на телото. Таа халина, тој материјал е превише невкусен, нетранспарентен, барем не изгледа така како што треба да изгледа. Мејкапот и косата се сакала да биде како природна, али не е тоа. Тоа обид за мејкап кој
е апсолутно нефункционален. Се обидала да прати некој тренд со тие алки од обетки, рацете се преголи. За ваков устан мислам дека треба да се има многу мала килажа и е несоодветно место, некако не изгледа добро. Не изгледа добро, едноставно не изгледа добро. Тоа е тоа. Идеме следно. Оп, имаме ова првото што го гледам, црно-белата варијанта, е дефинитивно ин и е дефинитивно мој фаворит. Ване и девојката до Ване, па некаде крајот на 90-ти години, за останата варијанта на костум, со фармерки, без никаква иновација. Така да, не, едноставно не. Ве молам друга слика. Next Time и Владко Лозановски. Момците од Next Time секогаш имале некој си свој урбан, некој кул стил и некако окей прагаат и со таа коса и со таа брада и се препознатливи. Не можам да кажам дека се луѓе што лутаат или што немаат стил. Меѓутоа, таа некоја ноншалантност на црвен килим или на еден представителен и репрезентативен настан, мислам дека со тие раце во джеп и тоа некој полушарлатанско однесување, некако мене лично не ми оди. Така да повеќе имам тука забелешка не за стајлингот, колку за како е тој износен и представен. Рацете во джеп, не. А за Владко Лозановски тука изгледа сосема пристојно. Релативно има напреднато во својот, генерално во својот стил, така да тука ќе добие дефинитивно една преодна оценка. Идеме следно. Опа! Госпоđа бивша Тодерска, моја комшиница, садашна Давчевиќ. Немам што да искоментирам кај Тијана, не, односно имам. Ако ми е и другарка, и колешка тука, и све заедно. Значи, кај Тијана, јас имам забелешка за мејкапот. Тијана овдека треба да има црвен кармин. Јас Тијана ја замислувам и ја доживувам исклучиво со црвена уста. Да има црвен кармин, што ќе се става за секогаш, тој ќе биде ставен само на Тијана и ќе биде уценета никогаш да не може да се избрише. Устата треба да се статувира во црвено за секогаш. Тоа е единствената личност со совршено симетрична уста. Така да Тијана за секогаш црвен кармин, а носи што сакаш. Тијана е плюс една од ретките што може да изведе било каков лук на себе. Може да изгледа урбано, може да изгледа кул, може да изгледа елегантно, може да изгледа како сака. Ја има таа привилегија да изгледа буквално како сака. Знае да го износи сето тоа, меѓутоа секогаш тоа мора да е со црвен кармин, барем поред мене. Next. Пак е Тијана усредина. О, колега Кристијан, тука си и ти. Па сосема добро изгледаш. Тука не ми смета. Не ми смета тука тоа некој шамивче што го ставаш во джебот. Јас тие детали не ги нешто многу сакам, али добра ти е комбинацијата, секогаш комбинација црно одело, бела кошула, за ваков ивент е добитна. Ја не очекував дека си го ставил таму во стори, па затоа те прашав пред. Па не очекуваше ни Дапчевиќ, па си и кажав, многу не очекуваат. А јасна што стои до Тијана е дефинитивно тука мојот фаворит, тоа е таа некоја си Шанел естетика, така да на оваа фотографија тоа е мојот фаворит во лукот. Next режија. Ох, Тамарче. Тамара е исто урбан, кул лик кој што може исто како сестра и да си дозволи буквално да износи све. Меѓутоа, должината на сукњата тука јас би ја попуштил малку да биде подолга. Тамара е темпераментна и е wild at heart, што би рекле, така да некако тука ми е преофицијална за ваков тип на настан. Мислам дека можела да си дозволи да ги бутне малку границите за степен погоре или подоле, како сакате крстете го тоа, за да биде по-автентична самата на себе си. Никако ова не ми е Тамара, али изгледа добро. Режија, идеме next. Аха, IQ.
Значи, тоа се нашите овогодишни представници на Евровизија. Дефинитивно не можам да кажем тука ништо лошо. Сосем еден пристоен, урбан, кул лук. Ускладени се двајцата онака како што треба да бидат ускладени. И во тон се гледа дека обрнале внимание на стајлингот, на естетиката, обрнате внимание и на коса и на мејкап. Јас лично не сум за ред карпет кога станува збор и за црвен зид или што еден, не сум нешто многу фан на кафеави тонови. Така да, али тоа е моја некоја си лична забелешка, али дефинитивно се одвојуваат од другите и се гледа дека се потрудиле. Идеме режија. Next. Празник за очи. Холивудска сцена, дефинитивно. Да, нема да бидам пристрасен. Значи, и за Бојан, и за Ацо, да не знае човек во кого прво да погледне. Дефинитивно тоа е трендот. Ако не знаете што е трендот во моментот, или сите вие што ќе речете дека Бојан Јовановски тука облекол пижами, и ќе речете дека што сака нека се тие пижами, дали се Гучи, дали се ова, дали се она, сте многу неинформирани. Моменталниот тренд е тоа. Сите алишта, сите аутфити што се пласираат на ready to wear, па и во hot couture, се прават во тој фазон. Сите дизајнери, почнувајќи и од Гучи, и од Валентино, и Долче Габана, го имаат тој пиджама момент со тие принтови. Така да ова е дефинитивно еден скок многу горе. Значи, Бојан е моментално симнат од светските модни писти, транспортиран тука на овој црвен зид. За наочарите се како врв на целата комбинација. Така да, кој и да го искоментира ова лошо, лоша варијанта, од моите колеги, од вас, од публиката, отворете, проверете ги тековните трендови, да сватите зашто овој лук е тоа што е сега во моментот многу ин. А Ацо Кабранов изгледа исто перфектно, црн минимализам, знае да го носи тоа со некоја си собствена гордост, со собствен некој шарм, секогаш има некој младалечки момент на себе, како што ги видовме тие чизмички, така да ова беше дефинитивно едно убаво освежување, чак на момент помислив дека ме префрлија на некој друг ред карпет. Режија, идеме next. Error, wrong. Многу погрешно. Ги познавам сите луѓе, колеги ми се. У целава приказка само Дадар проаѓа некако, заради тоа што Дадар е таков, секогаш. Таков е сам на себе и барем е автентичен сам на себе. Софија до него изгледа исто релативно пристојно. Морам да кажам, Софија секогаш изгледа релативно пристојно. А за Бубе и за Бети, ова е модна катастрофа, моден промашај, тотален, првен нереспектабилен према самиот ивент. Значи, вака, луѓето се шетале во почетокот на 2000-ти години и тоа некаде по тротоари, по улици. Ова не е дефинитивно лук за ред карпет, ова дефинитивно не е лук за ваква манифестација, ова дефинитивно не е ниту мејкап, ниту стајлинг, тука е све тука нефункционално. Целата четворка е толку различна, дури, мислам, не ми е добро да ги гледам. Дај, режија next. Повторно празник за очи освежување. Господин Маличи, дефинитивно скоцкан од глава до пети, така како што треба да биде на еден ваков настан. Кога нешто е така како што треба да биде, така како што треба да биде. Господа, погледнете го господин Маличи, погледнете го господин Кабранов. Тоа е тој лук. Next. Ѓорги, нашиот оперски пејач. Па тука некако, не знам, чуден ми е таа боја на тон, на кошула, на сако и на фармерки. Има некое непишано модно правило, ако не знаеш што да облечеш, облечи се све во црно. Сега, ова ми личи некоја си мутација на
облечи се све во црно, со тоа што е некоја си бургунди боја. Не можам да кажам дека изгледа лошо, не знам дали е фотографијата таква каква што е или како да меѓутоа дефинитивно има една прелазна оценка со тоа што јас не би одел со таа кошула да виси така пуштена врз тие панталони и тој тон на тон, таа мода не е. Не. Идеме next. Ју, че да видиме. Аха, Слаткар. Слаткар и Сања. Слаткар и Сања се cool пар. Слаткар само има малце проблем со килажата. Иначе ова е сосема солидно и сосема автентично нив двајцата. Значи, они се дефинитивно еден пазл, еден меч. Како и приватно, така и моден, секогаш се ускладени, секогаш добро изгледаат, автентични се сами на себе си, што е исклучително многу битно, така да ова е сосема cool. Патиките на Слаткар се одлични. Идеме next, режија. Леле. Леле Антонио. Зошто вака Антонио? Значи, ова е модна катастрофа. Кога машките не знаат што да облечат, а сакаат да бидат модерни или сакаат да бидат тренд, ги прават најголемите утки. Антонио подхитно веќе ваква комбинација никогаш. Ако сакаш да си во одело или ако сакаш да си смокинг, ти препорачувам најискрено, нека тоа биде црно одело, тегет, со бела кошула, сведено, минималистички. Тоа околу него не допринес до моето око, режија ве молам, next. Опа, празник за очи, повторно. Имаше многу критики тука околу изгледот на Лила. Што, како, зошто, требала, не требала и сите такви ствари. Меѓутоа, ова е дефинитивно еден малтене, не е оскаровски лук, повеќе Греми лук, повеќе Vanity Fair, меѓутоа е лук за високо ниво. Лила има исклучително тенка фигура, на која што таа асиметрија лежи одлично. Лила знае да ги износи сите тие работи. Одлично и ускладено со косата и со мејкапот. И мислам дека секоја жена која што има убаво оформено тело, треба да најде начин како тоа убаво да го покаже. Дефинитивно, од сите жени вечера, Лила е мојот фаворит. Мислам, Лила е генерално мојот фаворит, на кој што повеќето жени, дами и девојки треба да се угледат, која што секогаш внимава како е скоцкана. Next. Водителите. Гораст. Кај Гораст гледам сакото премало. Тоа ми смета на прв поглед. Некако како да не е негов број. Дали има помал број сако, дали нема, едноставно премногу е стегнат во тоа сако. А додека Јована, за жал, таа халина, тоа Јована не. Тоа Јована никогаш повеќе. Тоа е лук кој што веќе не проаѓа со години. Режија next. Next сум јас. Така да се надевам... Фотографии. Да, ги исцрпевме фотографиите. Јас ќе ти се заблагодарам со тоа што ќе направиме куса најава за тоа што ова што пред малку гледачите може да го видат низ фотографии, ќе може да го видат веќе утре вечер како премиерно издание, нели, снимка од Story Awards со се овој црвен килим па натаму ќе имаат прилика. Фала ти што... Бајде само чисто ме интересираше додека коментираше Сергеј, проверив онлайн дали има коментари за него, за жал или за негова среќа. Немаше коментари за тебе, но во некоја следна прилика ќе ја видиме реакцијата на јавноста на ова твое гостување. Слободно, нека реагира јавноста. Секоја реакција е добра работа. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Ние се гледаме веќе повторно. Одиме со джингл и продолжуваме со остатокот од програмата.
Повторно назад. Продолжуваме со блокот спорт. Во студио 1 редовно секој работен ден ќе оделиме прилично доволно време за спортот, и тоа не само од аспект на резултатите, туку и од аспект на тоа како изгледа втората страна на медаљата, што практично спортистите низ какви порази поменуваат до победата. За тоа задолжена е кој друг, ако не врвен спортист од својата област, Наташа Мешковска. Таа денеска има и свој гостин во студиото, ќе се најави сама. Наташа, со задоволство те најавувам и те остапувам простор за спортските вести и разговорот. Ви благодарам многу. Ве поздравувам сите, исто така и гледачите на 1 ТВ. Денеска го почнуваме овој спортски блог во кој што ќе информираме за сите најдобри и најинтересни спортски вести што ќе се одвиваат секојдневно во студио 1. А денеска имам особена чест и задоволство да ви презентирам една гостинка која што мене ми е исклучително драга, бидејќи е моја колешка, тоа е професорката Ленча Алексовска-Величковска. Професорке, добре ни дојдовте во студио 1. Еве вака со вас ќе го започнеме и целиот спортски дел од студио 1. Добро ве најдов. Ви честитам за отварање на новата 1 ТВ телевизија. Ви посакувам долго да траете и да имате одржливост. Инаку вчера бев на отварањето, перцепцијата за вашата телевизија е вистинско освежување. Ви благодариме за убавите зборови, навистина многу ни значеше вашето присуство вчера, но и денеска. Денеска би сакала да проговориме пред гледачите за онаа друга страна на спортот, интелектуалната страна на спортот. Кај нас знаеме како е во македонската јавност. Сите сакаат спорт, сите знаат да критикуваат, сите се тренери добри. Меѓутоа, вас како професор, вие сте биле и спортист, вие сте и психолог, вие имате 2 факултета завршено, и факултетот за физичка култура, здравје и спорт, и психологија, работите и со спортисти, работите и со индивидуални спортисти и со екипни спортисти. Па еве да почнеме од тука. Што мислите, дали во македонскиот спорт има наука? Дали науката е примената кај нас? Факт е и реално е дека каскаме позади 10 години наназад без некои забележителни резултати, освен еве ќе го одвојам ракометот, да речеме. Видете, убаво кажавте, спортот може би е една единствена активност која што не трпи импровизација. Значи, во се можете да се сокриете, се може да глумите, да настапите, да бидете добри или лоши, меѓутоа кога ќе излезете на терен, вие сте соголени. Точно не така. може никој буквално да ви помогне. И затоа се вели во спортската наука дека спортот е привилегија на најдобрите личности прво, а потоа и спортисти. Значи, наша цел на факултетот за физичко образование, спорт и здравје и сите оние кадри кои што партиципираат, прво да создадат личности во таа развојна психологија од детето, адолесцентот и така натаму, а потоа постигнување на врвни резултати. Само да ја погледнете програмата на нашиот факултет во создавање на кадарот, дали тренер или професор по физичко, ќе видите дека спортот е многу мултидисциплинарен. Дали факултетот има некаква контрола врз луѓето кои што работат со спортистите? Да. Се мисли тука на тренерите, се мисли на лидерите на екипите, се мисли на дали постои некој систем, начин како вие можете да ги контролирате? Кои се тие луѓе што ги водат спортистите кај нас? Дали се тие луѓе обучени? Дали имаат некакви сертификати? Дали се едуцирани? Дали можеме да направиме преку законот за спорт контрола на овие кадри? Видите, во моментот има закон за спорт кој што секогаш може подложен да се напромени. Ниеден закон не е секогаш најдобар и нормално дека мора да трпи промени. Околу тренерите кои што се вклучени директно да работат со нашите спортисти, значи не можеме да генерализираме дали ние имаме стручни кадри или немаме. Затоа што факултетот продуцира стручни кадри и тоа навистина, повторно ќе кажам, ако ја погледнеме програмата, тие студенти што завршуваат кај нас се едуцирани од биомедицински аспект, значи за проценка на функционалните способности, за проценка на антропометриски карактеристики, моторички развој, за проценка на психолошките особини и плюс тоа да всушност ја учат целата дисциплина и спорт во кој што тие партиципираат. Што се случува една друга аномалија условно. Спортот сите го сакаат. Има желба сите да бидат тренери. Да. Меѓутоа, во системот на создавање тренер мора да постои еден систем
на едукација во создавање на тој профил. И до едукација, и постојана надградба. Да, long life learning, доживотно учење. Што се случува? Се случува да не завршат високо образование, голем број на тренери и да посетат одредени семинари, курсеви, лиценцирања и така натаму, кои што траат релативно кратко и во одреден систем или држави во моментот кога се применува, и тоа е во ред за да се дисциплинираат сите оние кои што условно немаат високо образование. Меѓутоа сметам дека дојде време сега да се направат измени во Законот за спорт, значи сите можат да си завршат стручно образование, кое што им се рачуна како високо образование, а потоа сите тие лиценци и семинари да им биде континуирана едукација на она што треба да подоцна да го реализираат. 2018 година кога факултетот слави убав јубилеј, 40 години. А вие сте првата жена која стана декан. Ви честитам за тоа и навистина ме радува самиот факт. Поаѓајќи од тоа дека сте лидер на таа институција, дали постои можност факултетот да направи драстични промени во имплементација на образованието? Тука мислам, дали успеавте да ставите ваши кадри, да речеме, од прво до трето оделение, да има професор по физичко? Дали успеавте професор по физичко да донесете во градинките? Тоа е многу битен момент. Да ги опфатиме децата од мала возраст. Да не држат учителките и наставничките физичко, затоа што и тоа е импровизација. Така е. Видете, вие знаете, сте биле врвен спортист. Знаете дека спортот создава лидерски квалитети, спортот создава дисциплина, упорност. И затоа се препорачува уште од најмала возраст децата да се бават со спорт, без разлика дали тие ќе станат врвни спортисти или ќе останат во рекреативниот спорт. Затоа што тоа не е дали они сакаат или не. Веќе физичкото вежбање, физичката активност е биолошка потреба, која што е директно поврзана со здравието на човекот. Сега околу оние цели кои што секој си ги поставува како институција, и ние си поставивме цел, поради тоа што не треба и многу нели да си биде паметен, можете да погледнете европските и светските земји како се однесуваат и забележавме дека веќе 15, ако не и повеќе, од прво, пето и предучилишна возраст веќе имаат вклучено професори по физичко кои заедно со воспитувачката и оделинскиот наставник ја изведуваат таа настава. Благодарение на визијата, сега морам јас тука малце да го елаборирате тоа. Така, да, и благодарение на визијата и перцепцијата на нашата министерка Рената Дисковска, сега имаме предлог во реформи од прво до пето оделение, токму за воведување на професор по физичко образование, се со цел. Затоа што тоа е една специфична возраст и ако го погледнете когнитивниот развој на дечињата, тоа е на конкретно ниво на размислување. Што значи тоа? Дека наставникот се вклучува затоа што тој мора да демонстрира. И тоа одредени методски постапки за тоа правилно да научи, да трча, да оди, и тоа ќе биде база подоцна за да ние селектираме и идентификуваме деца за врвниот спорт. Ова беше поддржано и како резултат на претходно голем број проекти кои што покажа дека можда околу 30 до 40% од децата на оваа возраст имаат деформитети во однос на нивните стопала, во однос на рабетниот столб и така натаму. Се јавува покачување на телесна тежина. Ние сме водечка земја, замислите во Европа. Искривување на рабетниот столб е најчеста појава кај децата. И ова е како превенција. Ние имавме една средба во Словенија и навистина градоначалникот на Словенија и деканот на факултетот за спорт ни укажа дека откако овој проект се вклучил во системот и постои, тоа било пред 15 години. Дали е вистина дека во Словенија што туку воведува физичко секој ден да имаат во наставата? Знаете што, тоа е... Прочитав негде таква статија, се извинам што ќе ве прекинам, дека словенците сега од 2018 воведува физичкото да биде секој ден по 2 сати застапено во основното образование. Видете, тоа е една спортска нација. Значи, таму се е свртено во однос на спортската активност. Луѓето возат велосипеди, луѓето постојано... Значи тоа спортска нација? Они се свесни, имаат високо ниво на свесност, дека физичката активност превенира здравје. Така е. Значи, пред се, тоа го прават за да бидат здрава нација, за да бидат витална нација. Како кај нас да ја подигнеме свеста на родителите, професорке? Што мислите, вака еден конкретен предлог за гледачите наши?
Па јас сметам дека ова реформа што ќе се направи од 1 до 5 одделение, прво тоа е најосетливиот период за создавање на спортска култура кај децата. Точно така. И спортска социјализација. Да им создадеме здрави навики уште од мали нозе. Така. Апсолутно. Да. А родителот, значи, е најважниот сегмент, семејството. Да поттикне љубов, да поттикне модел да биде за детето. И ако родителот спортува, и детето ќе спортува. Ако родителот покаже позитивна перцепција спрема спортувањето, да биде добар пример за детето. Апсолутно. Значи, тоа е фундамент на секој човек и на секоја личност, подосна како што би се движела развојниот период нели на една личност. Апсолутно. Оваа година факултетот е организатор на меѓународната конференција, па би сакала малку околу тоа да ги известиме нашите гледачи како ја подготвувате, на кој датум ќе биде, кои ќе бидат важни гости на конференцијата. Така. Значи, ние навистина славиме еден голем јубилеј, тоа е 40 годишен јубилеј од постоење на факултетот за физичко образование. Како ве гледаат мажите во обкружувањето, бидејќи работите во машки свет? Да, многу е интересно. Знаете како, секогаш тие предрасуди и стереотипи, ние се трудиме да ги тргнеме. И ние успеваме во тоа и повторно ќе кажам, за тоа е заслужен спортот. Апсолутно. Затоа што спортот создава такви особини, лидерски, менаџерски, и нема потреба од стравови. Стравови дали ќе успеам или нема да успеам. Значи, вие морате да се обидете, а потоа да проанализирате. И мислам дека кога ќе настапите не само како експерт, него како човек кој што има добра комуникација, кој што има добра перцепција, кој што мисли за институцијата, луѓето го препознаваат тоа. И ја навистина имав среќа да целата институција ме поддржи застане зад вас. Да, така е. И на почетокот многу се радував затоа што сите ме поддржаа и дека беше со акламација, ама сега сватив дека тоа и не е толку добро, затоа што сега вие да, за 40 луѓе сите треба да ги имплементирате во различни активности, така да добро што дојде и ова 40 години јубилеот и постоењето нели на факултетот, меѓународната конференција каде што ќе имаме еминентни гости од Велика Британија, ќе имаме од Лајпциг, Келн, наши стручњаци, доктори, ние регистрировавме и во лекарската комора, затоа што не случајно во името на факултетот го имаме здравјето, затоа што кога си физички активен постојано, тоа е процес, долготраен процес, тогаш ќе бидеш и здрав. Апсолутно, така. Спортувај за да бидеш здрав. Да, апсолутно. Инаку датумот е на 31 мај до 2 јуни и навистина и вас ќе ве поканиме со посебна чест и задоволство. Вие сте дел од нашата институција, меѓутоа сега и вака како спортски уредник. За крај би сакала да ви се заблагодарам за вашето учество во нашето прво Студио 1. Се надевам дека и понатака ќе се дружиме, ќе ни бидете гостин, ќе ни известувате за се што има ново околу промените во Законот за спорт, околу имплементацијата на вашите активности од факултетот. Да. Ве поздравувам и уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, во следат вестите, кои што денеска ги одбравме со најинтересна содржина, тоа ќе бидат кратки спортски вести од денешниот ден. Во продолжение. Поздрав. Раководството на Челси ќе води борба за крилото на Реал Мадрид, Герет Бейл, пишуваат утринава медиумите во Британија. Според информациите, тимот на Челси бара играч со формат и квалитети на Велшанецот, а опцијата со Бел е прифатлива, со оглед на веројатноста дека Еден Азар ќе се пресели на Сантијаго Бернабеу. Тимот од Лондон исто така ќе го има во предвид фактот дека случувањето во англиската премиер лига се добро познати за Бел. Пред да замине во Мадрид, Велшанецот настапуваше за градскиот ривал Тотенхем. Власникот на кралевите Флорентино Перес е подготвен да го направи договорот, соопштуваат на островот. Интерес за Герет Бел има и тимот на Манчестер Юнајтед. Голгетерот на Парис Сен-Жермен, Неймар, планира да се врати на теренот до крајот на месецот април. Бразилецот има повреда на ногата и продолжува со своето закрепнување. Неймар се повреди за време на надпреварот од францускиот шампионат меѓу Парис Сен-Жермен и Олимпик Марсеј, кој се одигра на 25 февруари, каде парискиот клуб славеше со 3:0. Сезонава бразилскиот репрезентативец има 30 надпревари, на кој постигна 29 гола во дресот на лидерот во француската лига. Клубот од Парис испадна од лигата на шампионите, но водат со 17 поени на табелата во францускиот шампионат. Звездата на шведската репрезентација Златан Ибрахимович беше пречекан од голем број на фанови на аеродромот во Лос Анџелес. Веќе познато е дека 36 годишниот голгетер неодамна се раздели со Манчестер Юнајтед и се пресели во американскиот клуб Лос Анџелес Галакси.
Ибрахимович најверојатно ќе го има своето деби уште во дербито на Лос Анџелес, кој е денеска на програмата. Ветеранот по прв пат во својата кариера ќе настапи за клуб надвор од Европа, откако на стариот континент смени многумина познати тимови и освои повеќе од 30 трофеи. Ајзеа Томас го оперираше колкот поради што ќе пропушти остатокот од сезоната со екипата на Лос Анџелес Лейкерс. Клубот објави дека Томас бил опериран во Њујорк, а на теренот се враќа за 4 месеци. Томас нема премногу среќа со повредата на колкот, со која се мачи од минатата година, уште додека настапуваше за екипата на Бостон Селтикс. Оваа сезона тој одигра вкупно 32 надпревари за екипите на Лейкерс и Кавс. Во меѓувреме стигна и вест од редакцијата на 1 ТВ дека Русија наредила протерување на дипломати од 23 земји, меѓу кои и од Македонија. Овие вести ги има колешката Елена Джугоманова. Елена, повели? Да, тоа е последната вест која што тука ја добивме во дескот на 1 ТВ. Имено Руското министерство за надворешни работи објави денеска дека ги известило амбасадорите на 23 земји, како што спомена и Кристијан, меѓу нив е и нашата земја Македонија, кои наредија протерување руски дипломати, дека изброј на нивни дипломати се прогласени за персона нон грата. Во соопштението на министерството се вели дека тие земји протерале руски дипломати поради труење со нервен агент во Велика Британија на поранешниот руски воен агент Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија. Русија вчера објави дека протирува 60 американски дипломати и дека го затвора американскиот консулат во Санкт Петербург, како реципроцитет на потезите на Вашингтон. Земјите кои денеска беа информирани за протерување на своји дипломати се Австралија, Албанија, Германија, Данска, Ирска, Шпанија, Италија, Канада, Латвија, Литванија, Македонија, Молдавија, Холандија, Норвешка, Полска, Романија, Украина, Финска, Франција, Хрватска, Чешка, Шведска и Естонија. Руското министерство не го наведе не наведе НАТО од каде се протерани 7 руси. Во продолжение се секако и останатите информации кои што ги подготвивме во блокот информации од светот. Првата се однесува на протестите кои што се одржуваат на границата меѓу Газа и Израел. Илјадници палестинци од Газа денеска се собраа со израелските безбедносни сили за време на протест организиран од страна на движењето Хамас во близина на границата со Израел. Повредени се 350, загинаа 6 луѓе. Палестинците фрлале со камења и запалени гуми врз израелските војници, кои потоа возвратиле со солзавец и со огнено оружје. Целта на демонстрантите била да побараат палестинските бегалци да добијат право да се вратат и да преминат стругата стругата блокада кон Газа воведена од Израел. Протестното движење почна денес и се очекува да трае следните 6 недели. Пред денешните протести Израел испрати поддршка на граничните сили во Газа, палестинците поставуваат веќе шатори во близина на границата и се подготвуваат за уште посилни протести, чија кулминација се очекува да биде на 15 мај. Во исто време Палестинското министерство за здравство пак соопшти дека еден палестинец загинал во појасот Газа, најверојатно од артилерискиот оган од страна на Израел. Овие инсерти кои што ги подгледнавте, всушност ја подкрепија веста која што јас ја прочитав. Во продолжение остануваме некаде во Сирија, каде што всушност се одбележуваат 7 години од почетокот на војната. Изгледа дека светот се уште нема решение за она што се случува таму, за граѓанската војна која што однесе многу животи и стана символ за нечовечноста и хуманоста. Во продолжение прилогот на колегата Дамјан Варошлија. Ако некој побара во една реченица да опишете што ве асоцира на Сирија, одговорот од речиси секого ќе ги содржи зборовите војна и крв. За жал, таму ќе нема место за патот на свилата, светлината од џамиите и црквите или мултикултурализмот. Но таа војна, илјадниците видеи и фотографии од денешните случувања во Сирија, незамисливи за 21. век, има свој почеток, а малкумина знаат дека се започнува со еден графит и испишана порака. Сирија, 15 март 2011 година. Протести на улиците во градот Дара како последица на апсењето на 13-годишниот Хамза Ал-Катиб и неговите другари. Нивната детска порака е едноставна. Народот сака промена на власта. Како што известија неколку светски медиуми, Ал-Катиб и уште неколку од уапсените
биле мачени и убиени. Владата на председателот Башар ал-Асад ова го демантира и тврди дека Катар стои зад протестите во Сирија. За околу 1 месец жестоки протести се шират во најмалку 20 градови во Сирија, а Асад се служи со еден ист аргумент. Странски служби стојат зад немирите, додека паралелно апси демонстранти. Дотогаш веќе имаат загинато преку 1000 цивили и полицајци. Во ова време, арапската пролет која започна во Тунис, веќе е расширена низ територијата на Блискиот Исток и арапските земји. Паралелно, светот стравува и од бескруполозните масакри на самопрогласениот калифат Исламска држава. Реакциите од светските лидери не стивнува. Одлучив дека САД треба воено да се вклучат против режимот во Сирија. Сирија има едно лидерство, неговиот народ. Војната во Сирија не само што ја промени оваа земја за секогаш, туку предпоставките и реалноста се дека го промени и целиот свет. Од тогаш до денес се проценува дека загинале над 400.000 луѓе, од кои над 20.000 деца. Денес оваа земја е олицетворение на најголемиот срам на човечкиот род, на тоа колку далеку може да оди човечката бруталност и колку голема може да биде нечовечноста и нехуманоста. Тоа беше прилогот на колегата Дамјан Варошлија, кратка анализа на сето тоа што се случуваше во изминатите 7 години. Граѓанската војна во Сирија секако во фокусот. Во продолжение ќе зборуваме за Белгија и за мигрантите. Белгиската влада објави дека одлучила да затвори 1/3 од местата во прифатните центри за мигрантите, односно од речиси 24.000 ќе се укинат 7.000. Според белгискиот државен секретар за азил и миграција, мерката е неопходна од буџетска гледна точка. Затворањето ќе влијае врз центрите од отворен тип, каде мигрантите одат доброволно. Локациите на отворените центри биле привремено одобрени и ќе бидат затворени до крајот на годината. Во Белгија лани пристигнале 2% од мигрантите во целата Европска Унија, а последните 2 години азил побарале околу 14.000 луѓе, од кои што претежно биле сирици. Зборувавме за тоа дека 7 години трае војната во Сирија, во продолжение ќе зборуваме за тоа дека останува 1 година се до Брекзит. Точно 1 година Британија и формално ќе ја напушти Европската Унија. Британската премиерка Тереза Меј ветува силна и убедената земја по Брекзит. Со ваква порака упатена кон противниците и заговорниците на Брекзит, Меј вчера всушност ја почна мини турнејата низ земјата, при која ги посети Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска. Турнијата ќе трае секако и во следните денови и ние ќе известуваме за тоа. Се очекува таа да вети дека Британија ќе ја врати контролата над своите закони, граници и пари и дека ќе процвета како силна и единствена земја за сите без разлика дали некој гласал за или против Брекзитот, како што вели Меј. Од друга страна, владите на Шкотска и на Велс ја обвинуваа дека планира да ги присвои овластувањата од Брисел во корист на Вестминстерската палата. Британија и Унијата во наредните месеци треба да постигнат договор за своите идни односи. Иако формалните преговори меѓу двете страни почнаа уште лани во јуни, се уште не е најдено решение како клучното прашање всушност како што е клучното прашање за меѓусебната трговија. Во продолжение одиме во Русија. Руската војска соопшти дека денеска успешно ја тестирала својата најнова интерконтинентална ракета. Во соопштението од Министерството за одбрана се наведува дека ракетата била лансирана од Плесецка во северно-западна Русија и дека биле тестирани перформансите на ракетата Сармат во раната фаза од летот. Ракетата треба да ја замени ракетата Воевода од советско производство, која на западот му била позната под името Сотона. Рускиот председател Владимир Путин рече дека на почетокот на месецот тежината на ракетата всушност на почетокот на овој месец рече дека тежината на ракетата Сармат е 200 метрички тона и дека таа има поголем дострел од Сотона, што ја возможува да го прелета северниот и јужниот пол и да погоди мета каде било во светот. Уште една информација во продолжение, автобусот кој превезувал всушност работници мигранти во западен Тајланд изгорел во целост, при што настрадале 20 лица, соопшти денеска тајландската полиција. Локалните медиуми пренесуваа дека работниците по потекло биле од Мијанмар. Полицијата навела дека 27 лица биле успешно заштитени и спасени од пожарот, но дека еден од нив се здобил со сериозни опекотини. Причината за пожарот не е позната и овој случај се уште се истражува.
Во продолжение ве носиме во Ватикан, каде што всушност папата Франциско традиционално на Велики четврток пред католичкиот Божик служеше миса во затворот Реджина Коели во Ватикан, каде што им ги изми и нозете на 12 затвореници. Еве ги инсертите од тоа што се случуваше денеска. Меѓу затворениците се двајца муслимани, еден православен христијанин и еден будист. По кратката средба со болните затвореници, папата ја предводеше попладневната миса и им ги изми нозете на 12 затвореници од 7 земји во римскиот затвор, како што споменав Реджина Коели. Секој има можност да го промени својот живот и да не биде жртва на осуда, нагласи папата, кој во проповедта која се емитува на Радио Ватикана истакна дека себе си се смета за грешник. Според христијанската традиција на Велики четврток се обновува сеќавањето на денот кога Исус им ги измил нозете на апостолите и вовел Евхаристија за време на последната вечера. Тоа е еден од главните моменти на светата недела со која се обновуваат сеќавањата за последните денови на Исус Христос. Папата инаку за време на посетите во странство всушност и редовно ги посетува затворите. Ке завршиме и со една интересна вест која што исто така е особено актуелна денеска. Се поголем број економски експерти всушност и аналитичари сметаат дека компанијата за производство на електрични возила Tesla Motors нема да го дочека крајот на оваа година. Менаџерот на хедж фондот Willis Capital Том Џонсон оцени дека Тесла ќе банкротира во рок од 4 месеци, доколку нејзиниот извршен директор, популарниот Елон Маск, не направи чудо и не извлече зајак од шапката, како што тој вели. Како главен проблем на компанијата, експертите го посочуваат фактот дека Тесла никако не може да почне да работи со профит. Акциите на Тесла лани во април достигнаа рекордно ниво од $389,61, но нивната вредност неделава изнесува под $280. Вториот проблем секако е и се поголемата конкуренција во секторот електрични автомобили. Tesla Motors инаку секој час троши речиси $500,000, а секоја минута по $8,000. Доколку продолжи со вакво темпо, проценуваат дека компанијата ќе ги потроши сите пари уште пред 2019 година, предвидуваат експертите кои што всушност ја направија оваа анализа за која што јас сега зборував. Тоа беше се во вестите од светот за денеска. Секако останете овде, не е крајот на Студио 1. Секако, Елена, ова не е крајот на Студио 1, неделат уште неколку минути до крајот. Во продолжение најновите информации за најновите случувања или впрочем денешните случувања од областа на културата. Сабота во МНТ премиерно ќе биде изведена представата Без галама според текст на Майкл Фрейн, а во режија на Тони Михайловски. По брачна игра, ова е второ режисерско остварување на Михайловски во Матичната куќа. Овој пат според комичниот текст на Фрейн, кој е еден од најдобрите наиграни текстови во светската драматургија. Во представата играат Весна Петрушевска, Игор Џамбазов, Нино Леви, Камка Тоциновски и Арна Шијак. Актерите прогнозираат дека ќе се бара билет повеќе за представата. Петрушевска открива дека Без галама е представа во представа. Она што се случува на сцената, но и зад неа. Благодарејќи на ротирачката сценографија, публиката ќе има можност да учествува во секој сегмент од создавањето на представата. Ќе ги види малите пикентерии и хаосот зад колисите, што прават актерите кога не ги играат своите улоги, откривајќи ги сите тајни на театарската магија. На малата сцена во Македонската опера и балет, во рамки на фестивалот Денови на македонска музика, вечерот ќе биде произведена камерната опера Помеѓу сониште и летови, по музика и либрето на Горан Начевски. Диригент е Иван Еминовиќ. Настапуваат сопраниската Александра Лазаровска-Василевски, тенорот Дејан Стоев и баритонот Невен Силјановски, а учествуваат и двајца балетски играчи. Поднаслов на делото е сценска лирска фантазија, а во либретото секој од нас ќе пронајде својата верзија од приказната. Организатор на фестивалот е Сојузот на композитори на Македонија, а влезот за представата е слободен. Вечера со почеток од 20 часот во ноќниот клуб Станица 26, а во организација на Тригонга настапува македонскиот бенд Pampers of the Fall. Бендот го сочинуваат Ирена Димовска вокал, Мортен Джейн бас и придружен вокал, Даниел Митрски музички директор, гитара и придружен вокал и Иле Лулевски на тапани. Членовите на бендот својот музички стил го сместуваат во сферата на рок ориентирани тонови со примеси на инди и поп. Повод за концертот е одбележување на 15 години од нивното постоење и промоција на нивниот последен четврти албум All About You, кој неодамна е издаден во винилно LP издание, а претходно и во дигитална верзија. И двете изданија се
за етикетата на американската дискографска куќа Alliance Records и продуцентската куќа 3PM Production. Соработката на бендот со американската дискографска куќа им овозможи да работа со композитори кои се етаблирани во музичкиот свет, а исто така и нивниот басист Мортен Джей е светски етаблиран и досега има свирено со Робен Форд, Цукеро, Џон Осборн, Майкл Раф. Македонската филхармонија ќе добие ново концертно пијано од престижната марка Стенвеј како донација од градежната компанија Штрабак. Оваа донација представува историски чин за филхармонијата затоа што досега поседувала само едно пијано старо четврт век кое било донација од тогашното ПТТ Македонија. Од Македонската филхармонија вела дека квалитетот на овој инструмент е немерлив со другите, немерлива е разликата во однос на изведбата, особено кога станува збор за изведба на солист со симфониски оркестар. Мощно е значаен чекор е што Македонската филхармонија ќе поседува инструмент со врвен звук, на кој ќе може да музицираат светските и македонските пијанистички звезди, велат од Македонската филхармонија. Презентацијата на новото концертно пијано ќе се одржи в понеделник на пресконференцијата што ќе одржат министерот за култура Роберт Аладјозовски, директорот на Македонска филхармонија Виктор Илиевски и представникот од Штрабак Горан Аговски. И ете за крај, жал ми е што Тесла можеби ќе банкротира, но мило ми е што Македонската филхармонија ќе добие ново пијано. Ова беше последната вест во првото студио 1 на 1 ТВ. Поврзани со нас останувате и на нашиот портал 1tv.mk, каде може да ги слушнете сите информации што евентуално сте ги спуштили изминатите 2 часа, но и останати актуелности кои што можат да бидат ваш интерес. Се надеваме дека бевме доволно интересни и информативни за да го задржиме вашето внимание во овие изминати 2 часа. И во оваа прилика најавуваме дека и предстојниот викенд, значи веќе утре сабота и во недела, во истиот термин од 17 часот ќе можете да се дружите со Студио 1, со нови гости и нови информации. Ви благодариме за вниманието и довидување. Довидување.